Lamborghini отиде чекор подалеку со Урус и, додавајќи му плагин хибридна поддршка од неговиот 4-литарски мотор, извлече дури 800 конјски сили. Главниот фокус на инженерите беше двете погонски срца на Урус SE, како што му е знаката, да бидат усогласени и да работат во оптимална синергија. Електромоторот е сместен во куќиштето на 8-степениот автоматски менувач и може сам да ги задвижува сите 4 тркала на возилото до брзина од 130 км на час. Заради за дури 300 кг поголемата тежина, перформансите останаа скоро на исто ниво. За забрзување до 100 км на час се потребни 3,4, а до 211,3 секунди. Максималната брзина која може да ја достигне е зголемена на 312 км на час, а супер кросоверот може еколошки да помине 60 на километри без гориво и издувни гасови. Од стандардниот модел се разликува и во изгледот кој стилски е доближен до Ревуелто. Нови се предната хауба, браниците и дифузорот, а помодерните предни светла имаат друга графика. Аеродинамиката е оптимизирана и на возачот на располагање му се 10 однапред дефинирани режими. За возење на различни терени, растојанието од подлогата може да се спушти за 15 или подигне за 75 мм. Во внатрешноста централниот екран порасна на 12,3 инчи, а новите материјали се нудат во вкупно 47 колорни комбинации. Цената, која официјално не е објавена, се очекува да изнесува околу 250.000 евра. На премиерата на Урус SE, која се одржа на салонот на автомобилите во Кина, Lamborghini потврди дека новата генерација, која ќе биде електрична, се планира за 2029 година.